Со мене е Зоран Ѓоргиевски. Добро вечер. Добро вечер и на вам. Гледам зад мене, зад нас, кумановци со нетрпение го очекуваат почетокот на официјалниот дел на оваа вечерашна кампања, вечерашен митинг и представување на програмата на председателот Ѓорги Иванов, но и секако и она што ќе го испорачаат од ВМРО ДПМН, кој што застана зад иницијативата Ѓорги Иванов да биде повтор пат председател на Република Македонија. Добро вечер, уште еднаш. Куманово како најголема локална самоуправа во Македонија има близу 120.000 жители, као гласачко тело 90.000. Меѓутоа, кумановци во претходниот мандат на господинот Ѓорги Иванов видоа дека се работи за човек од народот, човек кој е оправда довербата на македонскиот народ и на граѓаните на Македонија, така да овдека својски со полно срце и душа излегоа да му ја дадат својата поддршка и со физичка присутност и со сета енергија своја. Гледате амбиентов како е, нема потреба да се зборува како е расположението на кумановци према кандидатов на ВМРО ДПМН Ѓорги Иванов. Кумановски кажано, сгшен и будуќи председател. Каде кумановци се препознаа во сработеното досега и во она програма што се нуди за вториот петгодишен мандат, имајќи го предвид неговата отвореност кон граѓаните, неговата посветеност на средбите со граѓаните и објаснувајќи им го, доловувајќи им ги сите моменти што ги преживува, доживува и објаснува при неговата работа во меѓународните институции, да речеме, од средби низ Европа до средби во Обединетите нации. Па господинот Ѓорги Иванов демонстрираше една зрелост, искуство, смиреност, да кажам, прототип на македонецот. Затоа кумановци го препознаа, да кажам, како свој човек, како човек од народот, човек кој со мудрост и со искуство ќе ја води оваа држава. Сепак, председателот на државата е главниот репрезент на државата од која доаѓа и на народот кој го представува. Сметам дека и досега и натака господинот Ѓорги Иванов многу совесно, многу филозофски мудро ќе знае да ги брани интересите на оваа држава. Досега во неговото настапување видовме, значи, без многу избрзани потези, една смиреност, еден зрел политичар кој заслужува и во наредните 5 години да го води овој народ. Иванов пред настапите досега пред граѓаните ветува дека својот втор 5-годишен мандат ќе го посвети на младите, на развојот на Македонија, на развојот на економијата, работејќи тимски заедно со владата. Обичај е локалниот представник да ги представи зафатите кои што се остварени во својата општина. Да подсетиме, општина Куманово е раководена од опозицијскиот социјал-демократски сојуз. Па какви се состојбите во Куманово? Па вака, во Куманово пред година дена се случија некои работи, така да и покрај некои недоследности СДСМ повторно доби мандат во кај граѓаните да го води овој град. Меѓутоа, централната власт и покрај тоа не престана да према овие граѓани овдека го покажува, да кажам, својот долг дека и Куманово е дел од Македонија. До сега асфалтирани се 2 локални пата, населба Карпош, Зебрњак, локалниот пат Куманово-Романовце, во тек е изградба на мултифункционалното игралиште во Основно училиште 11 октомври. Имаше и барање од Министерството за транспорт и врски за решавање на инфраструктурните проблеми во руралните средини околу Куманово. Меѓутоа, опозицијската СДСМ не покажа доблес да ги прифати тие понуди во интерес на граѓаните да ги реализира. Куманово од таа страна е хиндекепирано, меѓутоа, ние се надеваме дека председателот Иванов со својата програма, владата со својата програма за економски развој, доколку дојде до некои измени, до изградба на индустријска зона во Куманово, која сегашниот градоначалник ја ветува веќе 2 мандати, а не ја прави. Доколку ја направи, ние сме сигурни дека и председателот и владата ќе најдат доверители, така да и овој народ, како и сите оние општини каде се раководени од ВМРО ДПМН, ќе доживее економски развој.
да не заборавиме, Куманово е број 1 во Македонија по невработеност. Значи го носиме барекот на невработеност во државата. Така да делот што председателот и владата го покажуваат према градот се исполнува. Останува да видиме дали раководството на СДСМ овдека ќе има доблес во интерес на народот да ја пружи раката за соработка. Председателот Иванов на крајот од својот мандат, онака како што на почетокот, кога ја бараше довербата за првиот мандат, даде програма, на крајот даде отчет за сработеното, повторно наставува со програма. Каква е состојбата со локалната власт, тоа го практикуваат и другите градоначалници кои што се од ВМРО ДПМН по општините. Каква е состојбата тука? Што е исполнето од ветувањето? Треба да се има доблес, одговорност и храброст да се вети потоа кога се бара втор мандат, да се даде отчет што си сработел, за да можеш да бараш нов мандат. До сега само лидерите од ВМРО ја имаат таа доблес да излезат така. Од опозицијата таква работа не видовме. Јас се надевам дека ќе почнат да учат од нас и барем во локалните самоуправи кај што водат, а ако не знаат да не прашаат и да научат како да водат во интерес на народот. Во интерес на народот е и да се работи тимски. Да. Работи ли тимски Куманово? Куманово сега во овој момент повеќе наликува на зона на замракот него на град кој има свој просперитет воден од оваа локална власт. Јас ви благодарам, господине Георгиевски, за учеството во ово отворено студио. Ке оставам со вашите кумановци да учивам да Благодарам, јас сум и најсреќен кога сум со народот. Так.